Па баш да ви кажам, за девојче кој тренира фудбал, животот воопшто не ми е лесен. Не дека ми е напорен или нешто така, туку заради луѓето околу мене. Еве замислете, одам на некоја слава кај подалечни роднини, кои што втор пат ги гледам во мојот живот, и кога ќе им кажам дека тренирам фудбал, првен 2 часа ќе размислуваат како да изреагираат на тоа, а потоа реагираат некако вака. Ти фудбал играш, сигурно на мајка ти срце ти го вадиш. Да, и го вадам. Па што? Доколку мене тоа ме прави срекна, ќе продолжам да го правам. Па добро бе, не ме гледате така. Да, навистина на моите им го вадам срцето. Мислам што се несува од тато знае само да каже: сакаш да играш со машките? Оди, играј, ќе ти ги скрша сите коски, ќе лежиш во болница, може тогаш ќе ти дојде памет. А кај мама не поминувам толку лесно. Секој ден пред тренинг мора да измисли 200 причини зашто не треба да одам на тренинг. Било премногу ладно, било премногу топло, не сум била јадена, сум била прејадена, пушта, што се не. Вистина не можам да разберам. А знаете кој ми е најинтересен дел? Онако ќе пробам со машките да играм фудбал. Мислам, добро, тие што ме знаат дека знам да играм фудбал, па затоа не ми прават проблеми. Но кај другите, тука е циркузот. Првен почнувам со тоа што 3 часа ги молам да влезам во игра. И кога конечно ќе ги разубедам, нели, ќе ме одредат во тим, ќе почне играта, ќе тече, мојот тим победува, јас почнувам да ги дрибувам, тука играта завршува. Мојот тим победи. Тогаш машките реагираат некако вака. Па ти си знаела бе фудбал да играш, па што не кажа бе? Чекај, имаш постар брат, што тренира брат ти? Да, имам, се вика Давид и тренира фудбал. Зошто? Па не за Давид ти е брат бе, ти што не кажа. Да. Ти за тоа знаеш фудбал да играш, да. Хајде, отидовме. Да. Они 100% сужнале за брат ми. Они ни го знаат. Навистина не можам да разберам зошто машките толку се навредуваат кога девојче ќе победи во нешто што треба машките да се подобри. Не можам да разберам. Извинете, мама. Ало, мама. Чекај, стој малку. Одам да се расправам со мама, па на тренинг, до гледање. Мамо, какви терористи ти Господ?